Јас би сакала, премиера, да почнеме од еден сегмент што после сите овие повторни случувања со меѓународниот фактор кој повторно резултира на истиот начин и никако после една цела 2009 која отиде во чекање да се случат или да почувствуваме некакви или позитивни сигнали на тој план. Се вообличија за 2009-та со една многу убава вест за македонците со осимнувањето на визите, со, јас би рекла, моментално ослободување на духот, кој е секогаш, дали многу е човечки човек да сака да патува и да одеднаш ја почувствува таа разлика кога не може и кога може, нели? Па да си одбера своја дестинација. И тоа е нешто што јас би сакала да го честитам на вашата влада и на вас, бидејќи вие го направивте тоа за граѓаните на Македонија, еве во кон крајот на оваа 2009 како што ветивте, и тука ги заслужувате, нели, сите ловорики, што ви рекла. Тоа беше едно од најголемите наши ветувања, што го дадовме на предизборите, кога, нели, се даваат ветувањата, кога се презентира програмата за работење. Тоа ветување го дадовме откако веќе бевме започнале сериозни активности. 2006 година ние дојдовме на власт, бевме речиси 2 години на власт до последните парламентарни изборови, вонредните што беа во јули 2008 година. Веќе ги бевме започнале сите работи, што преходно не беа започнати. Така што веќе можевме да на некој начин бидеме посигурни во ветувањето. 2006 година не дававме црсто ветување, бидејќи бевме надвор од власта и не знаевме што е спремно, што не е спремно, какви се работите, што се случува. И добро што не го направивме тоа, бидејќи можеби ќе погрешивме дека толку брзо би успеале. Кога влеговме во власта, едноставно прашав луѓе кои што се експерти од таа област, што е потребно за Европската унија, барем од технички аспект, да не може да ни каже дека било што не исполнуваме за да добиеме визна либерализација. Дојде луѓе што се занимаваат со овие работи, кажа треба тоа. Го направивме списокот, го ставив на седница на влада, распределив задачи на сите министри што треба да завршат, дадов рокови, одредивме буџет, бидејќи за некои имаше набавки на, не знам, техника, технологија и така натаму. И потоа го ставив на секоја седница на влада, како пред точка. Значи, ако има 100 точки или 110, ова беше пред да почнат точките, визна либерализација. Што има ново, да каде сме оваа недела, дали се заврши нешто за следната недела, што се планира. Така што се фокусирав прилично на тоа. Да, тоа е сепак некаква методологија, нели, која нели на крајот резултира со осмислената постапка, меѓутоа и со упорноста да се поставува нешто на ниво на проблем додека да се реши. Пред да почне дневниот ред да се разгледа секоја седница на влада визната либерализација. Докаде сме, помина една недела, што направивте минатата недела, еден министер, друг, трет, четврт, некој ќе каже имам проблем таков и таков, па ќе го решаваме. Некој ќе каже се одвиваше според планот таа недела, следната недела, тоа и тоа продолжува. Така што беше еден силен фокус и дојдовме во ситуација, како што видовте, не само да ја добиеме визната либерализација, туку да нема ни една забелешка. За разлика, да речеме, од соседните држави, од соседната држава Србија и Црна Гора, кои што со многу пониски оценки и со многу забелешки, кои што во последен минут ги исполнуваа за да ја добијат визната либерализација, ние прилично помотно, без било каква забелешка, добивме визна либерализација и добро е што тоа се случи, бидејќи нашиот народ конечно ја добива саканата слобода. Некој вика, може би нема толку да патувам, ама имам убаво чувство дека веќе никој не ми ги затвара вратите. Така. Тоа е посебна психолошка ситуација. Многу работи во животот се поврзани со личната психологија и со чувствата. Некои ќе патуваат, некои помалку ќе патуваат, но се почувствува слободата. Досега луѓето се чувствуваа како непожелни, понижувања пред амбасадите, дори имаше некои непријатни ситуации, не знам, некои ги терале оро да играат, други ги многу деградирачки моменти кои македонскиот граѓанин мораше да ги преживее. Јас сум една од оние кои од истата таква блокада не патуваше никаде каде што се бара виза и затоа се свртев кон исток, каде што никој не ме бараше виза.
И секогаш велам човек што го дижестирал западот, му треба исток, сега од оваа дистанца можем да кажем, затоа што колку повеќе одите на исток, толку се повеќе луѓето свртени кон себе, кон тие техники за самоконтроли, себе изградување на духот, на тренирање, што велам јас, на некој ментално ниво. За разлика од Западот, кој е строго материјалистички и така. Затоа е Македонија, премиере, ми се чини многу специфична по многу нешта, дури и во овој 21 век, зашто и некогаш и сега представува еден микс на тоа што значи принципијално исток и принципијално запад. Да, истокот има посебна мистика, посебно убавена, но и западот е апсолутно нешто што има висока вредност и кое што од кое што има и уште што да учиме и преземеме. Така што ова е сега одлична шанса за многу луѓе кои што сакаат да се образуваат, да отидат на попрестижни универзитети. Според Болонскиот принцип можно е да речеме да се поминуваат семестри на други универзитети, тој семестар да ви го признаат на домашниот универзитет. Тоа е од непроценливо значење за еден млад човек. Непроценливо значење. Јас знам во Словенија скоро кога бев, ми кажува дека огромен број на студенти од Словенија, најмалку по еден, а некои по 2 семестри земаат на некои од другите европски универзитети, се враќаат во Љубљана или во некои од другите градови во Словенија и ги признаваат, продолжуваат, меѓутоа искуството стекнато, познанствата, контактите, тоа е нешто што му дава нова вредност на дипломата што на крајот ќе ја добијат. Голема шанса е за бизнисмените. И тие чекаат. Можеби малку полесно било на нив, ама не многу. И тие чекаат со визии, некогаш не можеат да извадат, па ќе го одложат патувањето, па во друга прилика, или има ситуации кога му се кажува на некој дојди другата недела ќе завршиме голема работа. Тој кај не може за една недела. Не, страшно нешто. Знаете како и не мора да ви речат, ми се чини дека тоа држање до себе многумина од нас ги спречило во идејата дека нели треба да сега проследи целата процедура да нешто направи. Значи во старт рушите секакви идеја за било каква, нели било каков бизнис, било каков проект, некаков заеднички меѓународен и така. Тоа доведе нештата и самиот туризам. Значи одењето како турист. Некои, гледам, тоа не го спомнуваат, или па тие што ќе го спомнат, па за тоа треба пари и така натаму. Точно е, треба пари. Меѓутоа, многу луѓе ќе може да најдат пари. Некои нема да можат, некои понатаму, некои порано, некои подоцна, но многу од нашите граѓани ќе успеат на некој начин да отидат и да видат нешто, да споредат. Да видат нешто што е повредно, па што може и кај нас да се направи. Да видат нешто што е поквалитетно, па може да го научат, да го преземат. Тоа го проширува духот, го проширува, тоа е богатство. Се што ќе видите ново, се што ќе научите ново, туѓото искуство секогаш може да помогне за сопствениот развој. Така е. И од таа гледна точка, дури ни туризмот не е за занемарување. Гледам кај нас имаше големи дебати. Кога почнавме да градиме некои објекти во центарот на Скопје, кои што не се од најсовремен тип, значи имаат постаринска градба. Кај нас, да речеме, се дигна голема прашина околу тоа. Зошто се гради зграда, која што, не знам, не е потеркот на мнозинството професори, можеби, на градежниот или архитектонскиот факултет во Скопје. Сега луѓето ќе може да видат дека такви згради нешто има, него има цели градови со такви згради, дека повеќето точно градени се во друго време, но и денеска се градат такви згради, кога има потреба за тоа, кога тоа е полезно, кога одговара на некој амбиент, особено централните плоштади и така натаму. Така што, убаво е луѓето кои ќе излезат да споредат. Знаете, ние сме влада, например, и јас како премиер, кој што тераме по еден тер кој што не е стран во другите држави, кој што е, да речеме, меинстрим. Така. Имало влади во минатото кои што им одговарало гетоизација. Им одговарало луѓето да не можат многу да излезат да прошетаат. И тука што ќе им кажат тоа да е вистината. Тоа е манипулација со граѓаните. Значи тие не можат да излезат да споредат, да видат, чекај да видиме како е во оваа земја. Јас знам дека е таму многу